Почитувани гледачи, се наоѓаме во просториите на Сдруженијето на пензионери во Кавадарци. Разговараме со првиот човек на Сдруженијето, тој е председателот Димче Коцевски. Господине Коцев, најпрво образложите што досега според програмата за активности во оваа година, што полека одминува, имате завршено, се разбира во рамките на мерките и ковидот кој што не затекна, повелете. Поради ковидот многу активности и дел од комисиите не беа активни. Еден дел од нив се заврши. Посебно имавме надпревар во Гевгелија, регионален надпревар на пеачката група, кај што со успех беше завршено. Исто така имавме на илинденски средби, илинденски песми во Битола, каде што и таму се постигна доста добар успех. Што се однесува до другите комисии, моментално се припрема Комисијата за спорт и рекреација и некаде на 3-9 треба да се изведе надпревар во Неготино. Комисијата за здравство и социјална политика во текот на вчерашниот ден одржа еден состанок и договорија да направат програма, со која програма ќе се регулира начинот на пратењето на здравјето на пензионерите и укажување на помош од страна на оваа комисија, а со тоа и на самото раководство на Сдруженијето на пензионерите. Имаме неколку екскурзии направено. Тоа е Комисијата за одмор и рекреација изведува екскурзија до водопадите во Струмица, во Крушево. Во текот на денешниот ден замина во Радовиш до манастирот Ораовец. Во план е посета по покана на манастир кај Чашка за 28 август. Исто така на 28 август се планира да се оди и до село Ченерско, каде што ќе има посета и таму ќе се оди за време на празникот Богородица. Други активности поради пандемијата не можеме да ги спроведеме, затоа што ограничени сме и поголем дел од нив треба да се изведуваат по затворени простори, што моментално не е дозволено. Јас во овој момент би ве запрашала, бидејќи постои успешно работи веќе години со ред и поетскиот клуб на поетите пензионери, следува една активност во Прилеп. Нешто повеќе за тоа? Во Прилеп добивме покана за да учествуваме на тие поетски средби. Јас како председател го задолжи председателот на комисијата за поети да си направи една екипа, со која екипа ќе учествува на овој така наречен не надпревар, него посета на меморијални средби за Блажа Коневски и ќе се прочитаат неколку. Дали во плана и ќе поддржите гостувања на членови од поети пензионери од други градови, кои што верувам има доста интерес и како е на тој план? Ние ќе поддржиме себе и секого. Немаме во план ниту пак такво нешто сме замислиле, например, да дојде до прекин на некоја активност или растурање на некоја комисија. Може само да дојде до зголемување на бројот на членовите во комисиите, а не и намалување, како што многу пати се слуша по градот дека ова раководство работи спротивно на статутот и на Закон за здружение и фондации, што не е точно.
Така. Се наближува исто така и 20 септември, денот на пензионерите. Доколку ковид мерките би се намалиле или би се укинале, доколку овој трет бран не зафати, дали и нешто планирате на тој дел, кои активности се во план? Затоа што сме исто така и избратимени со Лесковац и со други градови. Има ли нешто на тој план, на повидок? На тој план моментално имаме покана од Лесковац за 7 септември. Се работи за меѓународен фестивал, каде што ќе учествуваме со фолклорна група, односно играорна група, а после тоа ќе бидат од Лесковац поканети во Кавадарци. Тоа ќе зависи, значи, дали тоа ќе биде за Свети Трифун или некој друга ден. Во секој случај, нас ни е тоа во план, зацртано е и таа соработка ќе продолжи и натаму, така да нема потреба да се прекинуваат контактите со другите. Тоа што веќе е, нели? Да, договорено. Со други општини, па и покрај тоа што се во овој случај од други земји, да рече. Каква е соработката со Сојузот на пензионери на Македонија? Колку се задоволни на тој план? Соработката со Сојузот на пензионерите е доста добра и во секој момент, ако евентуално нешто ни треба или не ни е јасно, ни излегуваат у пресред и ни даваат сугестии, ни даваат насоки, а ние се придржаваме на тие насоки и ги спроведуваме. Така. И на крајот би ве запрашала исто така каква пак е соработката. Знам дека на повидок е и Старски дом, во тој дел нешто повеќе, и соработката со локалната самоуправа и градоначалникот Митко Јанчев. Имате ли на таа релација соработка? И како е тоа направено? Соработката со градоначалникот е на едно повисоко ниво. Имавме неколку состаноци со градоначалникот и договорено е да се гради старински дом на подрачјето на градот. Одобрена е локација, значи успеавме да го довршиме на некој начин деталниот урбанистички план за овој објект. Така. За овој објект, исклучиво за овој објект, така да моментално документите треба да се допратат до Министерството за транспорт и врски, каде што ќе се потврди дека на таа локација може да се гради старински дом. У исто време сме во контакти со владата на Република Македонија, каде што добивме позитивен одговор и сметам дека во најскоро време ќе се почне со реализација на, ако ништо друго, барем на подготовките за изработка на документацијата за овој старински дом. Ги интересираат граѓаните, посебно и пензионерите, еве доаѓаат прашања до мене и до вас сигурно, каде ќе биде локацијата на овој пензионерски дом? Мислам старски дом. Локацијата за овој старински дом е на улица Дисанска, тоа е према градското игралиште, поблиску кажано, тоа е над самата амбуланта стара, одма на самото чоше на самиот пат, што оде према Брушанска населба. Локацијата е на доста добро место и сметаме дека тоа ќе биде прифатено од секој. Сега да ве внесам во светот на донациите, во светот на спонзорствата. И пензионерите неодминлива е, нели, и добре дојдена секоја донација. Знам дека имавте во еден период една убава донација, меѓутоа како е состојбата и со другите спонзорства, дали ви помагаат, има ли на тој план активности од ваша страна или од нивна? Повелете, истакнете ги. Имаме доставено до повеќе организации, институции да ни помогнат во одредени делови, во оно што најмногу ни е потребно. Донација добивме од веледрогерија Зегин, која беше доста успешна при самото реализирање. Зегин ни одобри некаде околу 250
комплета на витаминска терапија, а наше беше да ја спроведеме по протоколите и дадовме известување преку Радио Кавадарци и КТВ да се известат пензионери кои се до 15 дена примања, што и се направи без спискови, без допишување или да го избегнеме она префрлање, ете, давате на овие што имат, овие немаат и така да и Зегин се доста задоволни од самата реализација на донацијата, а и ние сме задоволни за тоа што сепак успеавме да донесеме нешто што може би досега не се направило. Во делот на Комисијата за здравство, знам дека многу се води исто така грижа за здравието на пензионерите. Посебно во просториите, мислам дека продолжи и таа традиција да се мери шеќер во крвта, нели така? И дали тоа продолжува и понатаму? Моментално има медицинска сестра на располагање која мери притисок, значи крвниот притисок го мери. До мерење на шеќер се уште не е отпочнато, но и тоа ќе биде во најскоро време. Треба да се направат... Сето тоа е бесплатно, нели? Бесплатно, да. Треба да се направат некои разговори со медицински центар околу снабдувањето на тие лентички, иглички. Така, се што е потребно. И се што е потребно за мерење на шеќери, односно за диабетичарите, со еден збор. Оваа година веќе, реков, привршува и дали со тоа, ако веќе ковидот нема да настапи во поголем бран, дали тоа значи дека во програмата има многу активности кои што досега бевте спречени да ги реализирате? Дали останува тоа и да се дореализира? Ние мора да ги реализираме од причина што едноставно со ковидот сопре се. Сите активности замреа, пензионерите реагираат, им треба разонода, им треба дружење, така да тоа мора да се спроведе на еден или на друг начин, а ако ковидот прекрати, тогаш нашата програма продолжува без прекин. Така да пензионерите ќе продолжат да учествуваат. Велат дека третото доба е доба која што е веќе старосна доба. Јас не би рекла така, затоа што токму еве се наоѓаме во просториите на третото доба, нели? Вие како председател дали сте задоволни од активностите на членовите на комисиите, од интересот на пензионерите, доаѓаат ли со вас, какви прашања поставуваат, што ги интересира, еве вие како председател, на што можете да одговорите, а на што не, и дали се консултирате понатаму за тие проблеми? Што се однесува до соработката лично, јас како председател, со членовите на извршниот одбор и целокупното раководство на Сдружение на пензионерите, до сега не сме имали некој проблем, ниту пак че го имаме, затоа што имаме доста добра соработка и доверба еден меѓу друг. Има едно единство и се што е потребно, и покрај тоа што сум председател, јас се консултирам со членовите на Сдруженијето и на извршниот одбор, дури и кога се одржаваат состаноци со делегатите на собранието на Сдруженијето, исто сум присутен, а и треба да бидам присутен по статут, така што секогаш, кога има потреба, сме во контакт еден со друг. Што се однесува до пензионерите, како пензионери, ние водиме борба да им удоволиме на пензионерите, да им овозможиме подобар живот. Но поради пандемијата не можеме да ја реализираме онаа програма со песна и игри, што малку не кочи. А тоа е, мислам дека единственото нешто што може да допринесе за расположение кај пензионерите. Инаку, поголем дел од пензионерите прашуваат околу овој клуб 1, доле ресторанчето што го имаме. Тоа го реновиравме, направивме реконструкција во внатрешниот дел
моментално работиме и на промена на надворешниот дел од клуб 1, значи ставаме клизачи врати, ако ништо друго, барем да дојдеме до она полулетна бавча, за да може да се собира што повеќе. А да се запазат и мерките, нели? На отворена малку. Да биде малку пробаме да има и да може секој да биде присутен унатре. Да. Господине председателе, на крајот од ова интервју, јас би ви заблагодарила и би ве замолила една порака до сите пензионери, до сите граѓани. Еве, животот си тече и понатамо, но не значи дека кога ќе се пензионираме и да бидеме неактивни, животот треба да го сакаме и понатамо и повелите продолжете. Јас би ги поздравил сите пензионери од општина Кавадарци и општина Росома, која исто така во склопот на ова Сдружение на пензионерите, би им посакал уште подобро здравје, а што е најбитно, да се створи едно единство меѓу пензионерите и заеднички да се бориме за подобар живот и подобра иднина. Воспротивно, може само да се вртеме во круг. Благодарам.